Во ова издание на Newsflash ке гледате. Зеленски изјави дека украинската армија бавно ама сигурно бележи напредок во одбивањето на руските сили. Представничкиот дом одобри близу 40 милиарди долари помош за Украина, 7 милиарди повеќе се чека на Сенатот. Дали војната во Украина и климатските промени ја натера Европа да размислува за користење на нуклеарната енергија? Останете со нас и ќе го знаете. Поздрав од Вашингтон, јас сум Јован Чономовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Украинските власти рекоа дека украинската армија постигнала напредок во потиснувањето на руските сили од Харков, додека украинскиот претседател Володимир Зеленски во своето обраќање синоќа ги потврди ваквите вести и рече дека окупаторите постепено се повлекуваат од таа област. Украинскиот лидер исто така рано денес ја изрази својата благодарност до представничкиот дом на САД за одобрувањето на нацрт законот со кој се одобруваат речиси 40 милиарди долари нова воена и хуманитарна помош за Украина. Мерката сепак мора да биде одобрена од Сенатот на САД и вклучува 7 милиарди долари, повеќе од колку што побара председателот Џо Бајден минатата недела. Британското Министерство за одбрана пак денес соопшти дека украинските сили биле успешни во употребата на беспилотни летала за да ја погодат руската противвоздушна одбрана и бродовите за снабдување, додека Русија се обидува да го заакне гарнизонот на островот Змини. Министерството ја истакна важноста на локацијата, велејќи дека ако Русија успее да ја зацврсти својата позиција со стратегиски крстосувачки ракети за воздушна одбрана и крајбрежна одбрана, тие би можеле да доминираат во северозападното Црно море. Русија изврши ракетни напади во вторникот врз црноморското пристаниште Одеса, соопшти украинските власти, додека Москва се обидуваше да ги попречи критичните испораки на оружје и линиите за снабдување во Украина во 11-тата недела од жестоката војна. Американскиот директор за национално разузнавање изјави пред Комитетот за вооружени служби на Сенатот дека разузнавачката зеница оценува дека рускиот претседател Путин нема да биде задоволен само со завземањето на источна Украина, ако тоа воопшто и се случи. Оценуваме дека претседателот Путин се подготвува за продолжен конфликт во Украина со што се уште има намера да ја постигне целта надвор од регионот на Донбас, рече Хейнс. Постои особен интерес за користење на нуклеарната енергија во Европа, делумно поттикнат од климатските промени, но и од војната во Украина. Особено кога Европската унија се движи во правец да ги прекине сите енергетски врски со Русија. Но користењето на нуклеарната енергија е скапо, одзема време и е контроверзно. За Гласот на Америка од Париз Елиза Брајан за дебатата околу ова прашање. Не толку одамна застарените нуклеарни реактори во Франција се чинеше дека ќе бидат пензионирани. Председателот Емануел Макрон повика на затварање на повеќе од 10 од 56 реактори во земјата до 2035 и нагло намалување на уделот на нуклеарната енергија. Но претходно оваа година тоа се промени. Оно што и треба на нашата земја, имаме услови, е повторно раѓање на француската нуклеарна индустрија. Сега, заедно со јакнењето на зелената енергија, Макрон сака да изгради до 14 нуклеарни централи во наредните децении. И тој не е осамен во идејата. Белгија неодамна одлучи да го продолжи работниот век на своите 2 нуклеарни реактори за една деценија, одложувајќи ги плановите за целосно напуштање на нуклеарната енергија. Полска и Романија гледаат кон помали, најсовремени реактори кои се побрзи и поевтини. Велика Британија исто така планира да изгради нови погони, иако ќе го повлече најголемиот дел од својата застарена флота во наредните години. Секако, сегашните глобални енергетски ситуации, руската војна против Украина, предизвикуваат интерес и ги тера земјите да ги преиспитаат собствените планови за тоа како да се оддалечат од надворешни или увезени извори на енергија. Во светски рамки, Меѓународната агенција за енергија вели дека нуклеарната индустрија мора речиси да се удвои, за да помогне во поборувачката, како и целите кон глобалните климатски промени. ЕУ е особено под притисок да најде алтернативи со ниска содржина на јаглерод за руската нафта и газ. Франција, најголемиот производител на нуклеарна енергија во Европската унија, го предводеше лобито за ставање на нуклеарната енергија на листата на бриселски извори пријателски кон климата. Нуклеарната енергија треба да се гледа како дел од поголемата енергетска мешавина, за да помогне на Европа да премине во иднина без емисија на јаглерод. Потребен е широк пакет технологии со ниски емисии.
Обновливите извори на енергија дефинитивно ќе го предводат патот. Ветерните и соларните панели се најефтините опции за нова електрична енергија. За некои земји сепак нуклеарната енергија не е опција. Германија, која е многу зависна од руската енергија, се уште планира да ги затвори 3 преостанати нуклеарни централи до крајот на годината. Активистите за заштита на животната средина велат дека земјите како Франција треба да го сторат истото. Yes, there is an alternative to nuclear energy. Постои алтернатива за нуклеарната енергија и затоа треба да инвестираме во оваа мешавина од 100% обновливи извори. За нас, нуклеарната не е безбедна енергија. По несреќата во Фукушима во Јапонија пред повеќе од една деценија, експертите велат дека нуклеарната индустрија ја зајакнала безбедноста на реакторите. Помалку јасно е колку добро реакторите може да издржат војни офанзиви како во Украина. На Европа и е потребна енергија денес. Додека по новите модели имаат пократки временски рокови за изградба, сепак им требаат години да се изградат. Пронаоѓањето долгорочни решенија за нуклеарниот отпад во Европа е се уште проблем. Има само една земја која гради постројка за нуклеарен отпад, а 2 други кои продолжуваат да бараат решение, но тоа е вистински предизвик. Но со тековните ограничувања на производството на сончева енергија и од ветер и други опции како водородот, што се уште во зародиш, нуклеарната енергија најверојатно ќе остане важна во енергетскиот микс на Европа уште многу години и децении. И повторно во центарот на фокусот покрај украинската криза е веќе помалку заборавената пандемија. Токму поради тоа председателот Џо Бајден ќе свика уште еден самит на глобалните лидери за да разговараат за следните чекори во битката против пандемијата. Еве ги деталите. Со тестови, вакцини и терапии за COVID-19, кои сега се широко достапни во САД, председателот Бајден има големи надежи за остатокот од светот, бидејќи е домакин на вториот виртуелен самит за COVID. САД ветија 1,2 милиарди дози вакцини за донација, од нив се испорачани 535 милиони. Портпаролката на Белата куќа, Джен Псаки, вели дека самитот ќе биде обсежен. Обезбедуваме проширување и заштита на здравствената работна сила, проширување на снабдувањето со кислородни капацитети, подобрување на пристапот до медицински контрамерки. Сите овие се чекори за кои планираме да разговараме во иднина. Самитот исто така ќе се фокусира на вакцините, подобрување на пристапот до тестови и третмани и финансирање на подготвеноста за пандемијата. САД ќе побараат од богатите земји да ги засилат и да го зголемат финансирањето за пандемијата, но сепак САД за сега немаат ништо. Конгресот допрва треба да го одобри барањето на Бајден за 5 милиарди американски долари глобални фондови за одговор на пандемијата. Тоа е внатрешна политика, појавувањето на светската сцена се уште ќе биде предизвик без значајни нови заложби за прикажување. Самитот е шанса за споделување на најдобрите практики. Африканските нации кои имаат долгогодишно искуство со други преносливи болести како ХИВ, туберкулоза и ебола, имаат различни предизвици и силни страни во јавното здравје. Не можеме да имаме само едно решение кое може да одговара на сите овие различни ситуации. Пред се, тоа е да се слуша и да се разбере. Реалност е да се обидеме да го разбереме тоа и затоа мислам да се изгради најсоодветно решение со различни земји, со различни партнери. Првите 2 години од пандемијата беа одбележани со тоа што богатите земји складираа вакцини, заканувајќи се со испораките на посиромашните земји. Како што светот ја надминува фазата на управување со кризи, застапниците велат дека е потребна подобра координација за да се обезбеди еднаков пристап. Нашиот длабок страв базиран на блиското познавање на сите играчи во оваа земја и другите е дека тоа нема да се случи. Едно е јасно, од Кина до Африка и насекаде, оваа пандемија не е завршена. Бајден е кодомакин на еднодневниот виртуелен настан во Белизе, Германија, Индонезија и Сенегал на 12 мај. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден, пријатно.